За Велес има два периода кои што се многу карактеристични. Тоа е периодот за време на владењето на СДСМ од осамостојувањето, кога беше популарна црна приказна дека кога доаѓа некој министер во Велес се затвора по една фабрика. Од град со многу вработени, за време на владењето на СДСМ стана град со рекорден број невработени жители. Град од 50.000 луѓе, 55 поточно, имаше 17.000 невработени луѓе. Тој период беше стварно тежок за сите жители на општина Велес, без разлики тие што работеа, тие што не работеа. Често по улиците среќаваа луѓе со наведнати глави, луѓе кои што одат по улиците, а не знаат каде одат. Наеднаш преку ноќ многу фамилии останаа без своите основни екзистенцијални средства, не можеа да ги плаќаат своите деца на школување, не можеа да плаќаат струи, води и така натаму, се што е она основно и што е со устав загарантирано во една држава, за една личност. Но времињата се менуваа, така да од 2006 година континуирано се намалува бројот на невработени лица и кога станав кандидат за градоначалник на општина Велес, заедно со нашиот стручен тип, речевме да она што ќе го ветиме го изработиме за граѓаните на општина Велес. Не само да ветуваме, да добиеме власта, да станеме градоначалници, него потоа треба и да го сработиме она што сме го ветиле. Така да јас во мојата програма имав 117 проекти ветено пред граѓаните на општина Велес. Во овој момент со задоволство можам да кажам дека 97% од проектите се реализирани. Доколку не беше ова што се случуваше изминативе 6-7 месеци и овој застој во функционирањето на градоначалниците, јас ве верувам дека и тоа ќе беше завршено. Меѓутоа имаме уште неколку месеци, се надевам дека на 15 октомври ќе има избори и Велешани ќе добијат потпуно отчет со реализирани сите проекти. Од капиталните проекти, 10 капитални проекти, меѓу кои што е изградба нов спортски терен, меѓу кои што е изградба на мост, меѓу кои што е изградба на кружни текови, градски пазар, останува уште реализацијата на отпочнување на реализација на градскиот пазар. Во изминат период во општина Велес не се изработени 117 проекти, туку се изработени 378 проекти. Токму од секој сегмент на работењето и живењето на локална самоуправа. Јас би почнал само од инфраструктурните кои што се и најбитни проекти и најмногу се видливи, да кажеме, за целокупното живење на жителите на една општина. Значи, во општина Велес се изработени, односно изградени повеќе од 40 км водоводни линии за овие 4 години. Направени се 132 нови и реконструирани улици. Изградени се неколку кружни текови, каде што, поготово два имавме, каде што имаме, секојдневно имавме по една сообраќајна незгода. На самиот влез у градот и на најфракнето место кај Јавона. Во моментов се подготвуваме за уште два кружни текови да почнеме да работиме, бидејќи проектите ни се при крај. Исто така, се направени многу поситни проекти кои што се од исклучително значење за граѓаните на општина Велес. Но ние како локална самоуправа имавме една единствена цел. Ќе се направат улици, ќе се направат водоводни линии. Меѓутоа, целта ни беше да створиме услови за вработување на граѓаните на општина Велес. Токму затоа Велес е можеби единствена општина или една од ретките општини што сама направи две индустријски зони со сопствени средства, каде што сите плацеви се продадени. Ево овие денови ќе објавиме продажба на плацеви во третата индустријска зона, тоа е индустријската зона Мамутчево, токму овој експресен пат што се изработи, што се направи помеѓу Велес и Кадрифаково, во правецот према Штип, ја створи со неговата комуникација актуелната површина која што ние имавме осет дека треба да биде индустријска зона, ја завршивме сите подготовки што требаше да се завршат, до носење на плановите заедно со Министерството за транспорт и врски, и овие денови
ќе се објави огласот, бидејќи веќе имаме инвеститор, тоа е фирма која што ќе произведува палети и која најавува нови 400 вработувања во нашиот град. Во меѓувреме се отворија неколку фабрики во Велес, така да во овој момент во Велес се бара работник повеќе. За прв пат, после толку години, после 26 години од осамостојувањето на Македонија, во Велес има потреба од кадар за работење и во фабриките, меѓутоа и за другите институции. Кога дојдовме како градоначалници, како совет во општина Велес, ќе нагласам само што постигнавме во делот на спортот и младите. Во Велес имаше регистрирано само неколку спортски клубови. Во овој момент во Велес имаме регистрирано 1400 фудбалери. Градскиот ракометен клуб не постоеше, бидејќи постарите генерации се сеќаваат дека ракометот во Велес беше на највисоки гранки. Ракометарите на Борец од Велес играја и во купот, во финалето на купот на Југославија беа четврто пласирани по бившата Југословенска ракометна лига, но за време на транзицијата се згасна. Ние го формиравме клубот, сега фудбалскиот ракометниот клуб играше плей-оф утакмици, значи меѓу првите најдобри екипи во Република Македонија. Го направивме најубавиот спортски терен во Република Македонија. Со соработка со Фудбалската федерација на Македонија. Во овој момент го имаме најдобриот терен со вештачка трава, со 4+ звездици. И право задоволство е кога во попладнените часови ќе прошетаме покрај стадионот и гледаме колку млади деца играат на тој стадион. Ја постигнавме целта. Ги реконструиравме градските површини. Направивме тениски игралишта, фитнес зони. Изработивме уште многу други проекти. Го оплеменивме езерото Младост. Може би и вие сте го посетили и го посетувате место каде што имаше една дива населба од 100 приколки, кој како стасал зафаќал место, во моментов представува едно од најатрактивните места во Република Македонија, каде што со задоволство велам дека после Охрид и Дојран има најголем број туристи кои што го посетуваат ова наше атрактивно мало езеро, меѓутоа со голем потенцијал. Овој момент таму се продадени неколку локации за хотели, кои што се добија дозволи за градба. Исто така е распродадена цела населба, туристичка населба, каде што се градат најмодерни куќи за живење, секако и за туризам. Направена е риболовна патека, направени се видиковци, комплетна е средена инфраструктурата на езерото Младост, донесена е водоводна линија, колекторски систем и сето она што е карактеристично да и го заслужува тоа место. Пристапот направен во двата правци. Но да не ги заборавиме населените места. Пред нашето раководење со општината, одговорно тврдам, во населените места, или селата, како што ги викаме, немаше ставено, помрднато ништо буквално. Или како што некој сака да рече, клинец немаше удрено. Овој момент, во секое населено место има по нешто направено. Токму денеска доаѓам на оваа панел дискусија од едно населено место каде што комплетно ги заасфалтиравме, завршиме со асфалтирање на сите улици. Значи не е заборавен ни еден дел од градот. Посебно задоволство за сите велешани и за мене е секако дека ние сме горди на тоа дека велеме дека од Велес потекнува културата. Во Велес е роден Рацин, во Велес е родена првата жена глумица, првата гимназија е во Македонија во Велес, најстарото основно училиште во Велес, во Велес се родени многу плејади на дејци. Токму затоа ние имаме голем, богат културен живот во нашиот град. Го имаме изграден најубавиот театар во Република Македонија, заедно со благодарение пред се на владата на Република Македонија. Имаме десетици културни настани што се случуваат во нашиот град, каде што однапред се е распродадено. Имаме одлично организирани летни културни денови на градот Велес, каде што граѓаните доаѓаат по неколку илјади во број да ги проследат фолклорниот фестивал, античката драма Стоби и така натаму. Тоа сето е направено со една единствена цел да им служиме, односно да им служи на граѓаните на Велес. Истовремено, ние ветивме градежна офанзива. Таа градежна офанзива во Велес почна од првиот ден, трае и денеска, но граѓаните знаат, бидејќи секоја година
на 25 декември, односно пред 25 декември, градоначалникот и службите го посетуваат секој дом во општина Велес и на секоја куќа, без разлика. Која е куќа и како е, оставаат очет што сработиле, колку сработиле, каква била состојбата на тоа што го сработиле пред тоа, колку пари се потрошени од корисниците на општина Велес. Токму затоа и оваа година сме прогласени за најтранспарентна општина во Република Македонија. Значи, сето оноа што го ветивме пред граѓаните, со задоволство велиме да, ние го остваривме. Посебно имаме големи постигнувања во сегментот на образованието, каде што со владата на Република Македонија успеавме заеднички да правиме десетици нови проекти. Изградивме 2 нови училишта на места каде што никогаш немало. Комплетно ги саниравме неколку училишни центри во градот, почнувајќи од најстарото основно училиште, гимназијата Кочо Рацин, потоа и останатите училишта, каде што поставивме лифтови за лица со посебни потреби, каде што на учениците кои што се со посебни потреби општината им снабди колички за полесно да стигнат, електронски колички да полесно да стигнат и да следат наставата. Значи, комплектно оноа што го ветивме пред граѓаните на општина Велес, тоа ние го исполнивме. Истовремено, ние ќе продолжиме и понатаму. Имаме десетици проекти што ќе ги понудиме, ќе побараме пред се од Министерството за транспорт и врски да се реализираат тие проекти. Бидејќи, како што можеме да погледнеме програмата на СДСМ, Велес го нема нигде у таа програма. Да напоменам, само театарот чинеше негде околу 12 милиона евра, кој што ги финансираше владата на ВМРО ДПМН токму во Велес. Додека во оваа програма, што беше презентирана, ја прочитавме, видовме, Велес не го гледаме нигде. Во овој момент се реконструира и спортската сала во Велес. Заедно со Агенцијата за спорт и млади. Во неколку населени места се направија и во градот повеќе наменски игралишта. Едноставно, градот оди напред. Ние ќе продолжиме на тој начин, но ќе ги подсетиме дека имаат обврска да работат и да го направат она што го ветија, а почетокот кој што го гледаме воопшто не нуди ништо. Рацинови средби, замисле се, не удостои никој од Министерството култура да дојде да ги посети Рациновите средби у Велес. За прв пат, после 50 години, нити еден представник од Министерството за култура не дојде на отварањето на Рациновите средби. Меѓутоа, и не треба да дојдат. Ние повторно ќе ги организираме. Повторно градот на Рацин ќе има Рацинови средби, уште поквалитетно организирани, бидејќи тоа Рацин го заслужи, ние и Македонија го должи тоа, кон него тоа. Меѓутоа, таков е нивниот пристап. За жал, Велес го заборавија, Велес го опустошија 90-тите години, ние Велес нема да го ставиме на цедило. Благодарам.